Денеска во Државната изборна комисија разговарав за нашите вчерашни представки до повеќе институции во кои што искажавме сомнеш за регуларноста на овие избори во контекст на апликацијата која што Социјалдемократскиот сојуз ја користел во прибирање на податоци од граѓаните, за кои што се сомневаме дека завршиле во серверот на Социјалдемократскиот сојуз. Како потврда на нашите сомнежи дојде вчера повлекувањето на апликацијата од сервисот на Google Play и подоцна и падот на серверот на СДСМ, каде што се сомневаме дека се складираат лични информации, податоци од граѓаните. Се сомневаме дека на тој сервер има голем број матични броеви на граѓани кои што се собрани од страна на екипите на СДСМ кои што одат од врата на врата. Со господин Дерковски, председател на Државната изборна комисија, разговаравме за тоа кои се надлежностите на ДИК и што тие може да направат. Тој ми вети дека се што е во рамки на ингеренциите на комисијата ќе биде преземено и дека ќе се истражат сите наводи за нерегуларност во контекст на тоа што може ДИК да го направи во овој случај. Се разбира, за нас остануваат отворени прашањата дали има поврзаност помеѓу падот на серверот во Државната изборна комисија пред 20 дена, во исто време кога СДСМ ја подготвува и ја објавува апликацијата на Google Play сервисот. Исто така имаме сериозни прашања во врска со представникот на Социјалдемократскиот сојуз во Државната изборна комисија, во екипата која што работела на прочистување на изборните списоци. Тоа лице имало пристап до матичните броеви на сите граѓани и сомневаме дека можеби и во овој случај е направена некаква илегална активност која што директно загрозува ни за македонски закони, загрозува ни за индивидуални човекови права, пред се разбира во контекст на изборното право. Имаме контакти и со јавното обвинителство, со нив дополнително ќе разговараме за мерките што тие треба да ги преземат и се надеваме дека веќе ги презеле. Меѓутоа, очекуваме дека јавноста ќе биде информирана што точно се случило во овие 15 дена со помош на апликацијата која што СДСМ ја објавило на Google Play сервисот. Навистина Македонија заслужува, особено во овој период пред добивање на датумот за преговори за членство во Европската унија, да имаме еден фер, коректен изборен процес и дека навистина тоа ќе се случи. Меѓутоа, за да тоа се случи, мора институциите да ги расчистат сите дилеми околу овој случај што ние го нарекуваме големото око.